поригорозни мерки за сите трговци кои ќе ги зголемат цените на производите наредниот месец. Министерот за економија Бесар Дурмиши најави дека до крајот на годината по законот за нефер трговски практики ќе се даваат предупредувања до трговците кои ќе ги покачуваат цените, а од нова година ќе има и казни. Дециден е дека есенската кошничка која истекува на крајот на октомври го дала посакуваниот ефект и дека цените на производите се намалени за 5 до 10%. Во наредниот месец очекуваме пак намалување на цени поради тоа што стапи на сила законот за нефер трговски практики и се очекува за новите залии што ги имат во маркетите кога ќе ги продаат со поевтини цени поради тоа што ќе се применува законот за нефер трговски практики. Ако случајно се случува, ако трговците ги покачуваат драстично цените и ако го видиме на терен со државен пазарен инспекторијат на терен, ако го предвидиме дека се покачени цените, тогаш ќе донесеме поригорозни мерки. Министерот потсети дека според синдикалната кошничка цените на храната и пијалоците во октомври се пониски за преку 900 денари. Владата претходно донесе мерка за намалување до 10% на маржата на основните прехранбени производи. Од ССМ пак велат дека последната мерка за замрзнување на маржите не ги дала посакуваните резултати зашто трговците ја изиграле. Во Македонија можеме да гледаме само зголемување на алчноста на трговците на штета на граѓаните и работниците и сметам дека владата треба да превземе навистина поригорозни чекори за да ги спречи ваквите појави. Тоа што го гледаме на терен е дека навистина слаб е настапот на инспекторатот, не поради тоа што не сакаат, туку поради тоа што има многу мал број на луѓе кои треба да исконтролираат огромен број на трговци. Синдикатот бара засилени инспекции во маркетите, но и во иднина да биде консултиран за мерките кои се носат за подобрување на стандардот на граѓаните. Инаку со ограничената маржа цените на лебот, млекото, месото, сирењето, маслото за јадење и други производи значително се намалија.